кажуваат. Инаку, значи, индексот на бирократија е само еден дел од сето на што го правиме во оваа сфера. Покрај пресметката на индексот, споменав дека изготвивме и документ кој што ви беше испратен на сите, значи како да доеме до помалку административен товар за компаниите, а во моментов подготвуваме и акциски план кој што ќе го споделиме секако со владата, главно со вице-премиерот, и ќе видиме кои се начините да го намалиме бирократскиот товар. Споменав дека е помал отколку земјите од ЕУ, меѓутоа тоа не значи дека треба само да бидеме срекни, туку дека треба да работиме и натаму да го намалиме и да имаме подобро деловно окружување. Да кажам дека оваа работа на индексот на бирократија е дел од нашите програми поврзани со подобрување на бизнис окружувањето и поддршка на компаниите. Како организација имаме неколку програми. Најпрво би ја спомнала програмата Битов или Кесо, преку која носиме канадски експерти во домашни компании, им помагаат во оние области и елементи каде што сметаат дека имаат потреба. Програмата е целосно финансирана, значи, од Македонија 2025, за компаниите нема никаков трошок. Покрај тоа имаме програма преку која правиме обука на млади предприемачи. Обуката се одвива во соработка со Ivy School of Business од Канада, 10 дена интензивен MBA мини тренинг. Значи сите ова го кажам бидејќи би ве повикала вие или оние кои што се блиски да аплицираат на овие програми. И од неодамна имаме една одлична програма која што мислам не ја промовираме доволно. Се вика Connect to MK или поврзете се со Македонија. Тоа е онлайн платформа преку која се домашни компании кои што имаат потреба од некаква помош се регистрираат и кажуваат од кој тип помош имаат потреба, и од друга страна нашите иселеници, значи платформата е направена за да не поврзува, нашите иселеници исто така се регистрираат и нудат помош. Платформата прави поврзување, наоѓа експерт за домашните компании и понатаму ве оставаме со надеж дека секако ќе биде успешно тоа спојување и дека ќе има бенефит за нашите компании. Така што работиме доста во оваа област. Споменав, овој проект е една од тие активности, и да напоменам дека 18 ноември ве очекуваме повторно на нашиот годишен самит. Голем настан на кој што зборуваме за успеси, зборуваме за можни реформи, за напредок и така натаму. Ќе ви спратиме секако официјална покана и за тој настан. Денес сме тука конкретно за индексот на бирократија, меѓутоа ние сакаме секоја што да биде пошироко или да го представиме во една форма во сето она што го работиме, да кажам. Имаме тројца говорници, секој ќе зборува во својата област. Вице-премиерот задолжен за економски прашања, економски ресори, извинувам, и инвестиции, Битики, кој што ќе зборува за оно што го прави владата за да го намали административниот товар, меѓутоа и општо да го подобри деловното окружување, особено во овие тешки периоди, како што зборувавме, период на ковид, па се уште сме во некој пост-ковид период во кој што за жал од онаа патека на долгорочен развој некако скршнавме, моравме да мислиме и на сегашни, на тековни проблеми, меѓутоа се надевам дека веќе сме вратени или брзо ќе се вратиме на таа патека на долгорочен развој и ќе размислуваме повеќе на долг рок. Како што спомна вице-премиерот, веќе се прави стратегијата, 20 годишна стратегија за развој на државата. Покрај него, значи, Сашо Клековски, кој што е експерт, кој што ни помагаше за да го пресметаме индексот. Беше макотрпна работа, особено минатата година. Оваа година мислам дека малку полесна беше работата на Сашо. Меѓутоа, Сашо исто така е автор или еден од авторите на конечниот патоказ, кој што го спомнав за намалување на административниот товар. И Сашо ќе ни го представи индексот за оваа година, меѓутоа и споредбена анализа со другите земји, некои препораки. И Антонио Николовски. Антонио го повикавме специјално за темата која што мислам дека овој период не засега сите. Тоа е законската регулатива поврзана со заштита на лични податоци и сега ќе кажам товарот, иако има и добри страни од тоа, меѓутоа товарот за компаниите кои што произлегува токму од оваа законска регулатива. Пред да почнеме со презентацијата на Сашо, јас би замолила само да погледнеме едно видео, значи имаме две видеа кои што беа подготвени во рамките на овој проект. Само ќе морам да кажам една напомена дека овие видеа се подготвени за индексот
од 2020 година, а се однесуваат на периодот од 2019 година, некои од институциите да не мисли дека нешто е грешно и така натаму. Значи, свесни сме дека видеото опфаќа друг период. Ако може да ве замолам, погледнете. Јавната администрација е сервис на граѓаните и предпријатијата. Администрацијата треба да има возможност на граѓаните и предпријатијата брзо и ефикасно задоволување на нивните потреби и барања. Тоа исклучува непотребна бирократија, односно непотребни и долги процедури и доставување на брдо документи за извршување на некоја законска обврска, користење на услуги од државата и слично. Непотребно одзема многу време и е непотребен финансиски трошок за граѓаните и предпријатијата. Покрај тоа, непотребната бирократија остава простор за корупција, една од најголемите болки на македонското општество. Индексот представува едноставна и транспарентна квантификација на поговорката црвена лента, односно пресметка за трошоците на предпријатијата за придржување кон официјалните правила и формалности. Индексот на бирократија опфаќа неколку подрачја на пресметка. Работни односи. Во оваа категорија се опфатени обврски на предпријатието поврзани со вработените како плата, личен доход, даноци, придонеси, вработување и отпуштање од работа, работење и известување и слично. Оперативно работење е категорија која ги опфати сите активности поврзани со секојдневното работење на предпријатијата, како на пример пресметка на даноци, администрација поврзана со службени возила, задолжително сертифицирање на дворешни услуги, здравје и безбедност при работа, проверка на електрични инсталации, апарати за пожар и слично. Категоријата друго опфаќа должности, односно обврски, што не одговараат или не се вклучени во претходно наведените категории, извештаи до Завод за статистика и Министерство за труд и социјална политика, водење на архива, регистрација на посттерминал и така натаму. Обврски, односно трошоци поврзани со промена на законска регулатива. Оваа категорија ги опфаќа обврските поврзани со усогласувањето на работењето на предпријатијата согласно законските промени. За 2020 година пресметките покажуваат дека едно мало предпријатие во Република Македонија троши 153,475 часа годишно за исполнување на своите бирократски обврски и законски должности. Тоа се околу 19 дена во годината. Истражувањето во 2020 година го спроведоа 6 европски земји, меѓу нив Шпанија троши најмногу, дури 369,3 часа на бирократски обврски кон државата. Во Италија едно предпријатие троши 312 часа, Литванија 271 час, Чешка и Словачка трошат 239, односно 217,5 часа последователно. Тоа значи дека ние сме сепак најдобри во оваа низа. Односно, кои се нашите предности како земја? Значајни реформи во минатото. Пример, пресметка на плати, спојување неколку обврски во еден чекор. Укинати некои непотребни процедури и постапки со регулаторна гилотина. Фокус и подобрување во областите на Doing Business индикаторите. Но има уште работа за нас, за тоа повеќе во следното видео. Сакавме да има по-динамична и интересна музика, иако зборуваме за товар. Сега би го поканила Сашо Клековски да ги представи резултатите за 2021 година. Повелете, Сашо. Благодарам, Никица. Бидејќи претходното видео објасни добар дел од моите почетни слайдови, веројатно ќе се обидам да нагласам неколку работи во однос на индексот на бирократија. Јас работам како стручен соработник на индексот на бирократија, значи мојата обврска е да ги лоцирам обврските и да ги проценам трошоците во однос на време поврзани со овие обврски, секако во консултации со повеќе предпријатија за да си ги проверам моите претпоставки.
и посебно со сметководители, бидејќи добар дел од овие обврски за кои ние дискутираме се поврзани или со регистрацијски агенти, или со сметководство, или со слични институции. Значи, овој индекс за бирократија се обидува да воспостави сеопфатен дали сме се обидува да воспостави сеопфатен список на обврски за едно предпријатие, при што е многу важно да се фокусираме кои се тие обврски кои ги сметаме за сеопфатни и второ се однесуваат на модел предпријатие. Ова е неопходно за да се обезбеди споредливост на податоците со различните земји, бидејќи кога дискутираме обврски бирократски, мора да го замислиме кој е тоа предпријатие, за кое предпријатие велиме дека е тангирано. Следен слайд. Моделот предпријатие во основа е првата точка на можни недоразбирања, бидејќи ги слушав дел од прашањата на новинарите и учествував во различни дискусии. Значи, моделот предпријатие, порта до рајот се вика, да не кажам дека е погребално, произведува метални производи, има 4 вработени со полно работно време, годишен обрт од 100.000 евра или USD, ДДВ обврзник. Моја предпоставка дека во Македонија тоа би бил 3-месечен ДДВ обврзник, не месечен ДДВ обврзник. Функционира неколку години и се наоѓа во Скопје, во главниот град на земјата, во нашиот случај во Скопје, и предпријатието го следи законот и ги применува законските одредби, иако можеби во реалноста дел од законските одредби се прескокнуваат. Еден типичен пример ми беше чистење на оџаци. Треба 6 пати годишно, ама никој не ги чисти оџаците 6 пати годишно. Меѓутоа, поентата што е тука? Прво дека ова модел предпријатие од конкретен сектор, од метална индустрија. И ќе видиме дека, например, една од темите за која ќе разговараме, заштита на лични податоци, не ги погодува сите сектори подеднакво. Некои сектори се погодени на еден начин, некои сектори се погодени, иако заштита на лични податоци и општа регулатива и се однесува на сите, таму има проценка на ризикот кој е различен во различни компании. Истото е со одлагањето на ѓубре. Не сите компании, некои компанија од 5 луѓе што работи канцеларска работа, горе-доле нема проблеми со одлагање на отпад. Ама ако си метална индустрија, имаш метал, па може да имаш и хемикали што се користат во обработката, станува обврската малку поинаква и мора секојаш да се води сметка дека збориме за многу специфично модел предпријатие кој од одреден сектор и мојата анализа и анализата на колегите се заснува на тоа модел предпријатие, не на некој друго. Следен слайд. Втората работа е методологијата. Методологијата офаќа, како што видовте во видеото, 4 групи. Работни односи, оперативно работење, категорија друго и промена на законски регулативи. Многу често повеќето прашања на новинарите беа за работи надвор од ова регулатива. Например, бюрократски обврски за добивање помош од државата. То не е обврска што е третирана во овие категории, бидејќи не се однесува на сите предпријатија. Не беа сите предпријатија погодени од ковид и не беа сите предпријатија помош. Значи, овде се третираат генерално бюрократски обврски што ги погодуваат скоро сите предпријатија, може би не ги погодуваат на ист начин, ама се универзални, се применливи на сите трговски друштва. Водење даношни книги е генерална обврска. Водење на архива е генерална обврска. Завод за статистика испраќа покани за учество во анкети рандом, меѓутоа кога ќе добиете поканата треба да учествувате. Така да тоа треба да се има во први, бидејќи кога учествувам во дискусии со стопанските комори, со асоциациите на коморите, така беше сега и со новинарите, секој се избори за тоа што го боли. Ако зборите со транспортната комора, зборат за транспортните дозволи. Ако зборите со увозници, зборат за проблемите на царината. Овде воопшто не се третирани транспортните дозволи, градежните дозволи,
вршење царина, бидејќи не е вклучена во листата на работни обврски, бидејќи се тоа бюрократски обврски што засегаат не ги засегаат сите фирми и мислам дека тоа е битно да се знае. Меѓутоа, постоењето на методологија која се однесува на бюрократски обврски на активности што ги засегаат сите фирми и конкретниот модел предпријатие, примена на конкретниот модел на предпријатие, е многу важно да се обезбеди конзистентност во споредбите и хронолошки, бидејќи ние ќе споредуваме како било лани, преклани, како ќе биде следната година и споредувањето со другите земји. Следен слайд. Значи, како што реков, покрај деталирањето на листата на обврски беше важна проценката на обврски и после тоа беше проверката на тие прецепирани обврски со различни стейкхолдери, дали предпријатија, дали комори и така натаму, за да се добие конечниот резултат. И оно што го најдовме во 2021, сега тука е уште едната, третата точка на вообичајно недоразбирање, значи нодите од 2021 се однесуваат на 2020 година, значи нодите од 2020 се однесуваат на 2019, ама кога ќе воспоставиме еден континуитет ќе биде полесно, бидејќи сите индекси што се објавуваат во ова време од годината, вклучувајќи ги на тие на Светска банка индекси, се однесуваат вообичајно на претходната година заради потребното време за дистанца и за анализа на податоците, а не се однесуваат на тековната година, која нели сега имаме уште цело едното месечие пред нас. Значи во ова година ние имаме во основа мојата констатација дека нема промени значени во индексот, односно тој е малку намален од 153 на 146 часа во огоном заради промена во категоријата на промени на законската регулатива и потребата за следење на законската регулатива. Бидејќи нема многу големи промени, ја само би следниот слайд. Заради корона ситуацијата во дел од земјите се одлучија да не го спроведат следниот слайд. Се одлучија да не го спроведат истражувањето, споредбено ние повторно сме, се уште сме најдобри и ова, кога ќе го кажеме, нели, не влегува со нашите перцепции на самите себе, бидејќи очекуваме дека сме најлоши во се и кога ќе испадне дека сме најдобри, кој е резултат на повеќе годишна работа, пред се беше спомнато и во видеото, на дигитализација на процесите и на спојување на повеќе административни чекови во еден чекор. Тоа се случува и во вработувањето, и во даноците, и во други подрачја. Значи, ќе видите дека во Чешка и Словачка во оваа година, во корона годината, е зголемен административниот товар. Делумното објаснување за зголемување на административниот товар, бидејќи во овие земји имаше нови бюрократски регулативи поврзани со короната, кои во Македонија не беа воведени, ќе спомнам малку подоцна. Значи, јас само на брзина би поминал следниот слайд. Во работни односи нема промени во нашата ситуација. Значи, тука точиме 63 часа, што е многу подобро време од Чешка, а подобро од Словачка во оваа година. Во оперативно работење, следниот слайд, сме на истото ниво, повторно сме подобри заради постоечките процедури, бидејќи препознам дека ово сум го презентирал пред дел од вас, го забрзувам малку. Следниот слайд. Во категоријата друго, истата проценка, тука Чешка е подобра и во оваа категорија дел од другите земји беа подобри. Ке видите тука дека во БДРП или ГДРП има цртичка ставено, ама ке кажам
и затоа Антонио тука поканет, бидејќи се случија некои промени после 2020 година, што ќе го смена товарот во оваа категорија. И во промена на законската регулатива, минатата година во основно немавме многу промени во законската регулатива, делумно заради ковид ситуацијата имавме успорена работа на собранието, значи во оние подрачја што ние ги следиме. Тоа е трговско право, тоа е трудово право. Имаше за неколку измени многу дискусии, ама тие не беа донесени, например, промените во законот за работни односи се одолговлекува, иако секој 2-3 месеци имаше дебати за нив. Следниот слайд. Значи, 2020 предизвика големи проблеми на компаниите, меѓутоа не влијаеше на бирократскиот товар на зголемувањето, односно влијаеше на намалувањето на товарот, прво затоа што значен дел од процесите во Македонија веќе се дигитализирани, оние што се обсервирани од наша страна, и тоа не доведе до прекини или зголемување на врските, да беа дел од процесите не дигитализирани, веројатно ќе имаше значајни проблеми во корона ситуација. Втората работа, собранието работеше забавено, значи имаше помалку законски промени. И трето, Македонија не воведе посебни COVID-19 товари, како например во Чешка и Словачка е воведено задолжително PCR тестирање во компаниите на сметка на компаниите, во организација на компаниите, значи не во организација на... Кај нас многу компании правеа PCR тестове, ма го правеа доброволно. Тоа е уште една од карактеристиките, значи работите што ги правите, што секако заради себе ќе ги направите. Например, сметководство не се смета за бирократски товар, бидејќи заради себе треба да имате финансиски извештај, не заради државата. А даношен извештај треба да имате заради државата. Така да, и ако јас знам многу фирми кои правеа PCR тестови за да го заштитат производството, ама го правеа како доброволна незаконска обврска. Следниот слайд. Значи, поради ова намалено функционирање на собранието, дојде до намалување на вкупниот бирократски товар за неколку сати. Следниот слайд. Меѓутоа, оно што е битно да се навија, веќе е ефектуирано дека во овој период од 2021 има случувања и јас сакав да издвојам две случувања што ќе доведат до зголемување на бирократскиот товар. Едното е беззначено, и двете се во категоријата 3 друго. Едната е регистрација на вистински собственик. Рокот за регистрација беше на почетокот на оваа година, а меѓутоа ова е многу мал товар, бидејќи процесот исклучително е дигитализиран и има 3 опции како да се пристапи кон дигитализирањето, или со електронски подпис од фирмата, или со регистрацијски агент, или со сметководител, така да во основа беше на кратка рутинска активност и мислам дека е прилично успешно спроведена регистрацијата на вистинскиот собственик, што е различно од една претходна категорија што имавме во друго, а тоа е идентификација во банка, каде што банките бараат да се идентификувате дека постоите како дека сте вистински, дека постоите, кој се прави со физичко присуство и кој е значителен. Тоа иако има земји каде што веќе идентификацијата во банка не се прави со лично присуство, пошто таму не е проблем идентификацијата, туку што треба да поидете да најдете слободен ден да поидете во банка. А втората која всушност може да доведе, доколку се спроведува спрема закон, до многу поголеми ефекти е стапувањето во сила на законот за заштита на податоци, кој имаше исклучително долг природен период за прилагодување на фирмите на овој закон, и мојата проценка е дека
во моделот филма тој ќе доведе зголемување од најмалку 12 часа. Земајќи во обзир дека ние покомплексни ситуации имаме многу помалку часови, ќе биде значително, бидејќи компаниите ќе мораат да ги направат соодветните проценки, да најверојатно направат аутсорсинг за подготовка на извештаите, бидејќи во модел предпријатие не се очекува да имате инсорсинг знаење за заштита на податоци. И ова морам да кажам дека се однесува на фирма која е од метална индустрија, каде што не се очекува Законот за заштита на лични податоци да има толку да има толку зголемување на бюрократските обврски. Кај предпријатие од 5 вработени, како што е модел предпријатието, ама друг сектор, например од туристичкиот сектор, туристичка агенција, каде што има многу поголема циркулација на лични податоци, ризикот ќе биде поголем, потребата за заштита ќе биде поголема и соодветно бюрократскиот товар во една таква фирма ќе биде поголема. И ова е можно подаче на недоразбирање, пошто многу фирми каде што има високи обрти на лични податоци кои не се само од вработените, туку се надвршни клиенти каде што има и онлайн купување или каде што има кредитни картички, така натаму ќе имат сериозни зголемување на бюрократските товари, ама за тоа веројатно Антонио малку повеќе ќе говори. Да заклучам, мислам дека имаме еден и од претходниот индекс еден импресивен список на листи каде што можеме да имаме подобрување и секако имаме вице-премиер кој е уште мотивиран со ентузијазам да ги промени работите на подобро и мислам дека е исклучително можно што го имаме тука, бидејќи има функционирал на трите страни од медалата, да кажам, не е само политичкото искуство, всушност најкраткото искуство. Благодарам од мене. Благодарам многу, Сашо, за представувањето на индексот, анализата и некои од насоките или препораките. При тоа морам да кажам дека и ние имавме интерна дискусија дали да успоставиме наша нова методологија, односно ново модел предпријатие. Токму се еден колега кој што е тука и кој што ни помага доста, кој што доаѓа од деловниот сектор, Милошевски Симон. Така што еве ќе си поставиме обврска или предизвик, Симон, заеднички. Сакаме значи да изготвиме методологија за ново модел предпријатие кој што би било со средна големина, кој што веројатно би било од прехрамбената индустрија или сектор кој што сепак е значителен во Македонија, така што се надам дека следната година ќе представиме два индекси. Секако дека тука негативната страна е што нема да има споредбени податоци за други земји, меѓутоа си го поставивме тоа или го поставуваме сега како цел и предизвик. Сега би го замолила вице-премиерот задолжен за економски прашања, економски ресори и инвестиции, господин Бетики, да не информира, секако може да дадете и мало осврти на индексот, меѓутоа оно што ни интересира е кои се тековните планови на владата за одредени подобрувања, намалување на товарот и на краток, среден, па и долг рок. Благодарам. Благодарам, Никица. Благодарам за поканата уште еднаш да бидам присутен на Истнастан. Пред точно скоро година дена беше. Тогаш беше многу рано, само што добив улога да бидам вице-премиер. Но сега ми е сликата уште појасна и секако насоките кои што треба да се следат се уште појасни. И навистина ми е мило што вие на независна основа правите една таква споредба. И преска на самата пресконференција новинарите се насмеа кога Никица кажа дека сме најдобри во истражувањето. Веројатно тоа што го кажа и Сашо, дека не сме навикнати да кажеме дека сме најдобри. Но јас секогаш сум кажувал дека во моментот кога ќе кажеш дека си најдобар во споредба со некој, тогаш треба да ги качиш критериумите нагоре и споредбеноста да ја направиме со другите земји кои што се уште пред нас и најверојатно тоа може да биде следен предизвик да видиме како сме во споредба со
други земји кои што стојат или предпоставуваме дека стојат подобри, надвор од овие што сме ги оставиле назад, и да заеме друг критериум. И еве, ја го прифаќам тој предизвик искрено и како вице-премиер и како влада да влеземе во таков ишекор за да видиме дали можеме да таму работиме нешто. Истражувањето конечен патоказ за мерки и реформи за намалување на бирократскиот товар, можам да кажам дека навистина и нашите наводи и тоа што го гледам во извештајот се одвесуваат. Од практичната работа, секојдневните контакти кои што ги имаме со стопанствениците укажуваат на истите проблеми. Да, ова истражување се ориентира на одредени бирократски процеси, но јас тоа го гледам и во други. Намерно едно од моите искажувања беше во секторот инвестиции, затоа што тој вообичаено инвестиции или државна помош да ја наречам, затоа што тој е најозборуван, привлекува навистина големи буџетски оптеретувања, тоест издатоци годишни, и секогаш бидејќи е озборуван, веројатно таму се појавува прашалникот дали процесот е транспарентен, дали има механизми за отчетност, дали е веродостоен и дали е кредибилен. И јас кажав што таму е направено во одреден сегмент, но ќе кажам што правиме и понатаму. Но тоа што јас сакам да го кажам дека во суштина оваа една година сметам дека навистина работевме на низа на сегменти кои што во јавноста не секогаш доаѓаат, но јас сум среќен затоа што на крај на денот уочувам дека системот станува поефикасен и поефективен. Ефикасен во кратење на времето и луѓето кои што ти се потребни за да ги спроведат одредените работи, поефективни за продуктите кои што ги даваат кон јавност. И трето, дека процесот тоест ковид периодот на сите, еве можеби за тие што не се дел од јавниот сектор ќе биде за изненадување, дури и во јавниот сектор уочи дека дигитализацијата е спасот од мноштво работи. Јас како кабинет морав да се соочам малтене со сите пакети на економски мерки и со спроведување и свативме дека со сите чинители со кои што зборевме, секојаш едно клучно прашање се појавуваше. Дали има единствен регистар на одредени чинители во општеството и дали процесите се дигитализирани за да брзо може да се спроведат. Бидејќи тоа го нема, требаше се да оди пешки или да започнеме да дигитализираме одредени процеси, а секако дигитализацијата значи намалување на времето кој што секој еден од нас го троши непродуктивно. Но, еве да кажам што се и како се почна. Пред една година на еден ваков отворен диалог кажав дека сметам за да адресираш одредени работи, мораш соодветно да комуницираш и да консултираш чинители. И тогаш, иако имаше поставена платформа за јавен приватен диалог на кој што владата заедно со стопанските комори треба тоа да го прави, да се координира, комуницира, консултира, да изнаоѓа решение, тоа се правеше на адхок основа. И тогаш се договоривме, при самото мое доаѓање, ја гледам Анита од нас, се договоривме дека мора да има редовни состаноци, еднаш месечно, со фиксен датум, со фиксна агенда, која што се надградува и која што ги собира сите чинители, ако сакаш навистина да дефинираш и да елиминираш одредени недостатоци во системот. И требаше едно 4 до 5 месеци да еднаш сватиме зошто сега ова се случува вака на структуриран начин, но веќе почна работи и почна навистина низа на работи. Услушнав Сашо дека го спомна Законот за работни односи затоа што е и дел од истражувањето. Да, вистина, системскиот закон се отвори, година дена го дискутираме. За жал, секоја година имаме избори, па мораме да одлагаме живеењето. Ја кажав
пред да почне оваа сесија, може би треба да се само распуштиме во време на избори, зашто секој ти вика немој да правиш ова, немој ова, зашто ќе влиеш. Законот за работни односи, системскиот закон е веќе исконсултиран. Он беше на ЕНР, добиени се сите дополнителни предлози. Има уште дополнителни предлози, например, кои што најверојатно тоа што е клучно во вакви истражување и заклучоци од истражување, а тоа е дека ако сакаш да смениш, треба да се прилагодиш, а прилагодувањето е најтешко. Се уште ни оди тешко во Законот за работни односи, во системскиот закон за работни односи. Например, ќе ви кажам пример на кој што јас како нов во политичката сцена не можам да сватам како работењето од дома се уште е табу во нашето општество. И дека тоа треба да го контролира и условите за работа дома, некој би требал да ги дефинира какви тоа треба да бидат, па до ниво на дали ги исполнува сите стандарди за безбедност и здравје при работа, па светлината дека требала да биде ваква или онаква. Велам, дечки, работата од дома на светско ниво е кој како сака. Ке излезе на парк, ке седне у убаво паркче, ке си отвори компјутер и ке си работи 8 часа без при тоа воопшто никој да му смета. Но, веројатно, прилагодувањето обострано е многу тешко и треба време, но еве и тоа се правиме затоа што сметам дека ова е потребно за да се смени општата перцепција на сите во јавноста. А во јавноста учествува без разлика дали си на страната на јавната администрација или од другата, перцепцијата е таа. Второ, конечно при првите денови реков дека ќе почнеме да работиме на националната развојна стратегија и зошто цело време таа ја повторувам како такав од низа на причини. Веројатно во последниот период сите ја зборуваме, но ако не знаеш и немаш јасна визија каде се движи државата во наредните 20 години, кои се реформите потребни да се направат за да се стигне таму, веројатно се во ова како што го зборуваме е само краткорочно. Намалувањето на бирократските процедури ќе биде само краткорочен импут, затоа што нема една повисока цел што сакаме да направиме и ќе останат низа на други кои што не се офатени со истражување. И затоа рековме дека да, националната развојна стратегија ја дефинираме. Во овој момент еве за информација утврдена е методологијата, се работеше скоро 9 месеци на методологијата кој што ќе се искористи, е целосно инклузивен, ќе го отслика, да кажем, меѓугенерацијскиот, родовиот, меѓуетнички, меѓупартиски и секако долгорочен консензус за приоритетите на државата. Навистина ни требаше 9 месеци да стигнеме до одреден консензус, дали воопшто треба национална развојна стратегија. Сега, како викаат англичаните, we have on board everyone. И чекаме да поминат изборите за да почнеме практично за да работиме сите до еден. Без разлика дали се тоа јавен сектор, приватен сектор, дали е граѓанскиот сектор, дали се опозиција, позиција, дали се млади, стари, жени, мажи, сите кои што си сакаат да помогнат и стратегијата во суштина ќе има два клучни момента кои што сметам дека се различни од претходниот период, затоа што во далечното 95-та имало една долгорочна стратегија за развој, кој што најверојатно понатаму останала некаде и гледаме дека никој не се ни повикува на таа долгорочна стратегија за развој и да каже дали нешто сме постигнале. И сега, за да не оставиме, овој процес има два елементи. Првото е агендата 2030, која што е 10 годишен акцијски план, кој што ќе има јасни индикатори што треба да се постигне во 10 години како држава, а понатаму на пониско ниво ќе си бидат програмите и стратегиите 4-годишни кои што би требало уште подетално да мерат во различните области. И второ, ќе има 20-годишни индикатори, показатели и правци за движење на државата. Конечно сметам дека со овој процес ќе влеземе во така нареченото
non-rolling strategic planning, кој што значи дека секои 10 години ќе влегуваме во нов циклус на 20 годишно планирање и нови дефинирање на 10 години индикатори за нашата држава, за да знаеме кај се движиме и дали се јасни правците на движење. И секако не поистоветување дека тоа се однесува само на економски развој, туку на целокупен развој на општеството. Затоа што на крај да го мериме преку економски развој и добро состојба, но таа мора другите сектори да помогнат за да тоа се постигне. За стопанството сметам дека тоа е итекако битно, затоа што одредува и дава јасни насоки за предвидливоста, но да не биде дека сега зборуваме само за големи стратегии, на оперативно ниво работиме на подобрување на ефикасноста и ефективноста на јавната и државната администрација. Знаете, имаме усвоен како влада план за борба против корупција, во кој што преку проектот проценка на ранливост од корупција во политиките и постапките за вработување со посебен фокус на непотизам, кронизам и клиентелизам, произлегува 40 различни препораки и 120 активности кои што се спроведуваат. Една од клучните препораки таму е, освен препораката за создавање на квалитетна, добро едуцирана, обучена, ефикасна јавна администрација, е дигитализирање на процесите. И овде, пред непол месец дена, го објавивме електронскиот систем за онлайн поднесување на и следење на пријавите во сите процеси во државата, во кој што на анонимен начин ќе може да се пријават, дали се тоа граѓани, дали се тоа компании, да пријават каде нивните предмети и се заглавени. Без при тоа да кажат зошто се заглавени, туку нас ни е доволно да знаеме број на предмет, да знаеме период на поднесување и понатаму тим специјален се грижи зошто предметот 9 месеци нема разврска како таков. Ова не е за да веднаш ги казниме административците, но мораме да сватиме дека системот мора да се поедностави и да биде поефикасен. На крај на денот, јас секогаш велам, ние сме таму за да служиме на граѓаните и за да служиме на стопанството. Во планот за борба против корупција, исто така, реков е дигитализацијата и овде би сакал да напоменам една голема операција која што ја воведуваме, а е поврзана со државната помош. Некои сакат да го поистоветува тоа со еден единствен регистар на државна помош. Тоа не е единствен регистар на државна помош, туку е целосна дигитализација на сите процеси кои што задираат во сегментот на државна помош. Не знам дали ја имате информацијата дека во овој момент има 11 процеси, тоа е 11 институции кои што оперираат со механизмот на државна помош. Дали се тоа индивидуалци, дали се физички лица, дали се земјоделци, дали се стопанственици, 11 различни процеси. Во овој момент со Светска банка работиме на воспоставување на така наречениот MIS, Management Information System за State Aid, и дополнително воспоставуваме за прв пат во Југоисточна Европа така наречениот дигитален асистент. Дигитален асистент ќе биде алатка кој што со вештачка интелигенција, со помош на вештачката интелигенција ќе ги дава изворно информациите поврзани со државна помош во нашата земја. Значи не мора да му се јавите на Фатмир да ви збори албански, или на Владко да ти збори македонски, или на Стефан да ти збори на англиски, туку ќе се јавиш на едно место и он ќе ти одговори на 3 јазици изворно како што се е во законот, што е тоа што може да добиеш и ќе те води низ процесот, се додека не треба физички да дојдеш. Но тоа што го слушнавме од Саша, дека нели секогаш треба да се елиминираат физичките моменти затоа што луѓето немаат време, затоа ги дигитализираме процесите да и тој сегмент во суштина
го направат на дигитален начин. Секако ова не е направено за да се елиминира можноста за непосреден контакт со одлучувачите, но директно има за цел неколку работи. Прво е дефинирање на потранспарентен начин на процесите. Второ, на еднаков пристап кон информациите. Трето, на целосно отварање и креирање на кредибилен систем и елиминирање на коруптивни моменти во процесот на давање на државна помош. И ова би требало да заврши со единствен регистар на државна помош, кој што Комисијата за заштита на конкурентност ќе го употребува за да кажува дали село ова е според законската легислатива и дали има преклопување на државна помош и надминување на границите за давање на државна помош или станува незаконито. Во овој момент, искрено, тоа не е возможно да го знаеме. Знам дека некој на стопанствениците подобро да не им укажеш како е, но од двете страни треба да сме јасни дека ние мораме да го штитиме интересот на граѓаните. Интересот на граѓаните се штити со тоа што ќе воспоставиме систем да нивните средства, даночни средства се користат на ефикасен и ефективен начин. И за да не должам повеќе, навистина сметам дека денешниот настан, како и тој лани, и се надевам следната година пак ќе се видиме, но во меѓувреме да сите заклучоци од ова истражување работиме да ги направиме оперативни. Јас, не само јас, туку целата влада останува отворено да ги дискутираме и јас би бил среќен веќе на следната платформа за јавен приватен диалог да одредени заклучоци ги ставиме во агендата заедно со коморите и со другите институции, за да не испадне дека само со коморите комуницираме, таму се сите представници на институциите, на министерско ниво, некојаш и на пониско ниво, ако треба оперативно, да ги ставиме во агендата, за да можеме да дефинираме што ќе правиме до следната година, за да следната година, ако се споредуваме со подобро рангирани земји, бидеме пак подобри. Благодарам. Благодарам секако на и освртот што го дадовте на истражувањето индексот за бирократија, меѓутоа и активностите кои што владата ги прави или планира набрзо да ги направи. Мислам дека сите во овој период зборуваме за дигитализација и за можностите кои што истата ги дава и среќни сме што во некои аспекти Сашо спомна и исплата на плати, пресметка исплата на плати, така натаму сме се дигитализирале пред другите, меѓутоа се надеваме дека и понатаму ќе се дигитализираат процеси. Исто така имате право во однос на тоа со кого се споредувате. Најпрво кога влеговме во целата оваа иницијатива, мислевме дека се споредуваме со ЕУ земји дека ќе бидеме полоши или со послаби резултати, меѓутоа се покажа дека сме подобри. Меѓутоа нашата идеја до основоположниците, да кажам, на оваа методологија и истражување е да се прошириме и во Естонија, Србија и Хрватска. Значи да се и со земји во регионот и Естонија, која што важи така за добар пример на земја во која што се е дигитализирана. Сега би го замолила соговорникот Николовски, значи да ни каже многу за една тема која што реков дека во моментов е доста актуелна, тоа е заштитата на лични податоци, која што ќе се прикаже или покаже во индексот или пресметката за индексот следната година. Повелете, Николовски. Благодарам на поканата, благодарам на можноста да поразговараме во однос на регулативата за заштита на лични податоци. Ќе разговараме за неколку факти околу самата регулатива, за предизвиците кои ги имаат компаниите во согласувањето со законската регулатива, но ќе поразговараме и како понатаму за континуалните обврски кои ги имаат компаниите. Се надевам дека ќе успееме сите со ова излагање ќе успееме малце да приближиме темата до сите вас, бидејќи има впечаток во општеството, во компаниите дека е нова тема, иако првиот закон за заштита на лични податоци во Македонија е донесен од 2005 година. Ова што сегашниот закон кој се донесе на 16 февруари 2020 е усогласување на македонскиот закон за заштита на лични податоци со европската регулатива за заштита на лични податоци, односно популарно нареченото GDPR, General Data Protection Regulation.
голем дел од обврските кои Европската Унија ги предвидела во GDPR, македонската регулатива ги имаше и по стариот закон. Но од најразлични причини нивото на имплементација во компаниите не беше на ниво на кој се бараше законот. Значи, некои од, да кажам, поголемите компании имаа повисоко ниво, некои од пониските компании, од помалите компании имаа пониско ниво на имплементација. Кога се донесе законот, се даде рок од 18 месеци за имплементација. Доволен рок, според мене, доколку се почне веднаш да се работи. За жал, донесувањето на законот беше во исто време со започнување на корона кризата. Се работи за една прилично нова материја за голем дел од компаниите и комбинацијата од корона криза, прекинување на работните процеси, иако имаше работа од дома, но сепак прекинување на до тогашниот начин на работа и нова материја која треба да се имплементира за голем дел од компаниите представуваше проблем. Масовно на оваа тема се навративме во следните 3-4 месеци, кога почна и некои медиумски надписи дека законот ќе стапи во сила, тоаш компаниите веќе сватија дека мора да се усогласат. Во однос на предизвиците, значи кога ќе се спомне законска регулатива, во секоја компанија, ајде да кажам не во секоја, но најголем дел од компаниите, тоа се дава на правникот. Еве, имаме правник, имаме правна служба, па сега некако решават, они нека се согласуваат. Овој закон, како ретко кој друг, покрај правната материја има техничка материја. Значи, овој закон опишува цели процеси за безбедност на информациите, не само за приватност на лични податоци, туку за безбедност на информациите. Нешто што е прилично техничка материја, е поврзано со поведување на целокупни системи во компаниите кои овозможуваат безбедност. Многу е сличен со стандардите кои се за безбедност на информации, така што можам да замислам дека правниците, инсорс правниците, корпоративните правници кои се во компаниите, кога го прочитале законот, да кажем, останале малце избунети. Како да се усогласат компаниите? Прво потребно е да се направи една, како што спомна и Саша, анализа на ризик. За која компанија се работи, од која индустрија сте, кој е бројот на вработени, дали имате корисници кои се физички лица за кои обработувате лични податоци, дали правите маркетинг, директен маркетинг, дали правите профилирање. Значи, сите тие работи кои ги пишува во законот, треба една компанија да ги земе пред да почне воопшто да се усогласува. Она што може да е збунувачко за компаниите е дека во самиот закон нема дистинкција по однос на индустриите и во однос на компаниите кои и на начинот на кој треба применуваат. Законот го вика следното: секоја компанија треба да направи проценка на влијанието за заштита на лични податоци, за да утврди на кое ниво треба да се согласи со законот. Но проценката на влијанието за заштита на лични податоци е еден обемен 20 на страни документ, кој навистина треба да имате познавања претходни од законот и од таа целокупна регулатива за да го направите. Така што тука малце компаниите беа во, да кажам, незавидна позиција и имаше, да кажам, во првите неколку месеци лутање. Од која ќе се направи анализата на ризик, потребно е да се мапираат процесите. Мора да се мапираат процесите во компанијата за да се утврди каде точно во вашите процеси, односно процесите на компанијата има обработка на лични податоци и каде таа критична за да се посвети таму најголем дел од ресурсите за усогласување со законот. И тука, кога ќе го поставите вака цел овај концепт, овај вовед во самото усогласување, значи ние се уште не сме стигнале до усогласување, овај вовед како да се согласите, кога ќе го поставите вака и кога ќе земете предвид дека компаниите најчесто се обраќаат кај соработници, па и дури надворешни, да кажам, соработници кои не се стручњаци за овој закон, доведе до тоа да последните неколку месеци
има прилично многу шпекулации, многу заблуди кои им потрошија на компаниите многу време. Значи имаше шпекулација дека ако сте компанија, не знам, под 10 вработени не треба воопшто да се усогласувате со законот. Имаше шпекулација ако сте компанија под 250 вработени дека треба нешто екстра да правите од законот и така натаму и така натаму. Значи тоа море на шпекулации и на заблуди доведе до тоа да компаниите потрошат, голем дел од компаниите потрошат добри 2-3 месеци додека стигнат до правата информација. Од тука, бидејќи во таков форум сме, можеби во иднина треба да размислуваме и за континуирана едукација. Агенцијата за заштита на личните податоци го прави тоа и го прави многу успешно. И можам да кажам дека според моје мислење е една од најуспешните државни институции во државата. Но она што недостига е тие обуки да бидат таргетирани. Значи, во моментот обуките кои се даваат се општи обуки за законот. И замислете сега некој ќе се пријави кој од, како што е примерот од металургија, па таму ќе се расфрлуваме со поими, со технички поими кои нема да ги разбере, на крај ќе излезе со заклучок дека ова е нешто многу страшно, морам се да правам, морам да ангажирам надворешно лице кој ќе ме чини многу пари. Значи, таргетирани обуки би помогнале во тоа да се јасно дефинира која компанија какви обврски има во законот. Јас долго години работев во телеком индустријата, таму е една проблематика, банките се втора проблематика, осигурителните компании се трета проблематика. Оно што се вика производство и индустрија е сосема различна проблематика која од аспект на лични податоци нема толку големи обврски, односно обемот на обработка на лични податоци најчесто во тие компании се однесува за самите вработени. Они не прават директен маркетинг, не прават профилирање на корисници, они произведуваат чаши и ги продаваат чаши. Мислам, не е. Но, за жал, и гледам дека и такви компании ни се обраќаат со барање за целосно усогласување со законот, кое чини многу и кое и во однос на време, и во однос на ресурси. Често тука зборуваме за, не само тука, односно често се зборува за дигитализација. Понатака, она што мислам дека треба да се направи е да се искористи овој закон, да се посочи на компаниите како може да го имплементираат законот, а во исто време да имаат бенефит. Значи, има некоја вин-вин ситуација. Особено за компаниите кои во суштината во својата дејност имаат да собираат податоци. Податоците, како што сите знаеме, се прилично вредни во денешно време. Доколку тие податоци компанијата ги собира на законски начин, согласно легитимен интерес кој ги има да ги обработува или согласно согласност од корисникот, тогаш таа компанија може сериозно да се издигне во своето ниво на работење и дури да го искористи тоа како маркетиншка предност. IT компаниите кои нудат софтвери можат да ги направат своите софтвери кога ги креираат во самиот код и во самото креирање и да бидат GDPR compliant, односно да бидат согласни со законот за заштита на лични податоци. Така што тоа ќе им олесни нив во самата продажба на софтверот, но ќе им олесни на компаниите, затоа што сега компанија која купува модул за плати, за пресметка на плати или за материјално сметководствено работење, треба да го купи модулот, па после да ангажира некој друг да го согласи тој модул со законот за заштита на лични податоци. Еден пример, законот бара редовно бришење на податоците за кои истекла потребата од чување. Значи, се знаат кои податоци влегуваат во материјално финансиско работење. Може да ги мапираме, може да ги поврзиме со законските барања согласно кои се чуваат и може да во самиот софтвер да ставиме data retention систем, односно да ставиме систем кој автоматски ги прибрижува фактурите на 11-та година, пошто закон за ДДВ вика дека мора да се чуваат 10 години. А закон за заштита на лични податоци вика мора да се чуваат, треба да се чуваат една година од која ќе мислише рокот. Значи, автоматски може да се направи тоа во самите софтвери и тука може да се спојме дигитализацијата, законот за заштита на лични податоци за едно вин-вин сценарио. Многу често кога ќе се наметнуваат нови обврски, законски обврски, компаниите баш така ги сваќаат како обврски, а не како можност да го направат своето работење. За тоа треба дополнителна едукација, треба таргетирани обуки, треба
сакам да кажам, не е само да се донесе законот, треба малце и понатака да се работи со самите компании. Рокот за усогласување. Рокот за усогласување е различен од компанија во компанија. На телеком компаниите веројатно малце им се и 18 месеци, особено ако не работели ништо претходно. На туристичка агенција веројатно ќе е доволно месец дена, а на компанија, како примерот, што го кажа Сашо, веројатно недела до две ќе биде доволно, под услов да имаат нели обучен кадар. Ако немаат обучен кадар, ќе треба да ангажираат надворешен експерт. Во однос на ангажирањето на надворешните експерти, една друга препорака до компаниите, особено до приватните здравствени установи, кои обработуваат медицински податоци и кои не се големи, значи има многу приватни здравствени установи кои се 3-4 вработени, а сепак обработуваат медицински податоци кои се посебни категории на лични податоци согласно законот и бараат посебна грижа, е да се здружат тие компании. Законот дозволува назначување на еден офицер за повеќе компании. Така да можат да се здружат, може ова да биде non-competitive subject и да ги поделат трошоците за ангажирање на еден таков офицер кој ќе го согласи нивното работење значи во целост. Тука веројатно треба да се действува и преку коморите и така натака. Значи, стигнавме сега, го објаснивме законот, воведот во имплементација. Кажавме како треба да биде кои компании самата имплементација. Самата имплементација особено е битно да не наштети на секојдневното работење. Значи, многу е тешко вие да отидете во сектор за продажба и да му кажете, оваа база која имаш ти од 2000 корисници, кои си ја собрал на еден или на друг начин, од денес треба да престанеш да ја користиш. Затоа што тоа не е согласно со закон. Мора тој кој имплементира, дали е внатрешен, дали е надворешен, да најде начин да продолжи секојдневното работење, а во исто време да се согласи компанијата со Законот за заштита на лични податоци. Начините се повторно преку дигитализацијата. Мора се што е како обврска од законот да го направиме да е возможно да се прави на дигитален начин. Со бидење на согласност од корисник. Не треба да биде на хартиена форма. Мислам, пише во законот дека може, но сите имаат веб страни, кај сите компании може еден поп-ап скрин да излезе да се даде согласност. Значи, треба да се, поентата ми е, треба да се внимава при имплементација, не е само да се усогласиме со законот, тогаш веројатно нови индекси на бирократија многу ќе скокаат, вакви закони како што нели се приближуваме до Европската унија ќе има се почесто и почесто. Значи, треба да искористиме го искористиме моментот да се сменат процесите на работа со цел да законот е тука и нема бегање, за цел да се извлече нели максимум бенефит за компаниите. Она што исто така сметам дека е потребно е да се инвестира, во минатото такви проекти имаше преку Европска унија, во еден водич за усогласување со законот за мали компании. Само за мали компании од таргетирани индустрии. Да им објасниме на луѓето што треба да прават, што не треба да прават. Тука сакам да поентирам, односно да завршам со она што се донесе како стратегија и на агенцијата, претпоставам и во соработка со владата, а тоа е во првите 6 месеци од имплементација на Законот за заштита на лични податоци да не се казнува, односно да се прават контроли кои ќе бидат само со препораки. Јас би апелирал да се работи активно на промена на законското решение повторно во две насоки. Да се направи некоја градација, значи да не значи прва проверка и прво несогласување веднаш казна, и второ е да се ограничат казните, бидејќи сега во моментов казните се поставени 2 до 4% од годишниот приход на компанијата. Имате вие многу компании од типот на големите ланци за супермаркети кои имаат огромен годишен приход, но работат со многу мала маржа. Една таква казна 2 до 4% за нивниот приход веројатно ќе значи сериозно нарушување на нивното работење. Така да
Не зборувам во насока да се намалат казните, бидејќи старото законско решение имаше казни 100 и 300 евра, па никој не го почитуваше, пошто ми беше поевтино на компаниите да не го почитуваат. Но мора да има некое ограничување, значи, затоа што има компании од најразлични индустрии. Така што ова одлука да не се казнува во првите 6 месеци сметам дека е добре дојдена. Уште еднаш сакам да ги потенцирам обуките. Мислам дека државата преку Агенцијата за заштита на лични податоци треба да се вклучи поактивно во таргетирани обуки. Еден пример личен ако можам да споделам. Пред недела дена на мојот LinkedIn профил, кој не е многу, да кажам, не го работам многу често, некои 300-400 конекции, објавив дека вчера ќе правиме бесплатна обука за Закон за заштита на лични податоци. 200 компании се пријави за бесплатна обука која траеше 2 сати. Па моравме да ја поделиме на, не може на Zoom 200 во исто време, па моравме да ја поделиме на 3 дела. Значи, заинтересираноста е голема, а за жал и шпекулациите се големи и компаниите не се наоѓаат во ситуација да прават грешки кои ќе ги чинат време и пари. Благодарам. Ви благодарам, Николовски. Секако ќе искористам приликата да кажам дека и ние, например, сме една многу мала организација од 5 луѓе, меѓутоа годишно доделуваме околу над 250 стипендии и типови на помош за компании, за индивидуи, така што за нас, например, исто така голем товар да бидеме усогласени со законот за заштита на лични податоци, но тоа е тоа. Секако мора да ги почитуваме законските регулативи и морам да кажам дека точно е тоа дека обично мислиме ќе се пролонгира законот, ќе се одложи примената и така натаму и не почнуваме да се спремаме на време. Морам да кажам дека тоа е во нашата култура. Веќе се приближуваме кон крајот на настанот. Би замолила доколку имаме некои прашања, коментари, еден круг на прашања или коментари би можеле секако да поминеме. Повелете, бидејќи вие не слушавте внимателно и ние би сакале да ве слушнеме. Благодарам, Анита. Извештајот ќе ви го испратиме, меѓутоа морам да кажам дека бидејќи лани се беше онлайн, мислевме дека само онлайн треба да биде достапен извештајот, меѓутоа вчера направивме одлука дека ќе го испечатиме, ќе го преведеме на англиски, сега и на македонски, ќе го испратиме до сите. И искрено, значи, овој настан беше за промоција повеќе на индексот и на истражувањето, меѓутоа ве молиме доколку имате дополнителни предлози, насоки, секако би сакале да се вклучиме, имаме нели отворена покана да кажем од вице-премиерот тоа да го доведеме на ниво на јавно-приватен диалог, така да слободно интервенирате. Ние ќе ви испратиме во следните 2 недели, се надевам, и акцијски план, многу кус документ, меѓутоа да не мора сите да го читаме извештајот. Акцијски план, ве молим исто така коментирајте, дадете дополнителни насоки. Мало ограничување методологијата и оно што пресметува индексот, и ние сакавме да биде многу пошироко и да си дадеме и други предлози, меѓутоа може нешто и да структурираме измеѓу. Ова се препораки врз основа на индексот на бирократија и истражувањето, ова се дополнителни препораки кои што доаѓаат од нашите партнери, од организациите на работодавачи и така натаму. Така што ве поканувам секако да бидете активни понатаму. Да ви се заблагодарам на присуството денес, едно од ретките со физичко присуство во овој период, и се надам дека следниот пат ќе се видиме во многу поголем состав.